Денески последниот термин за дебати, јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител, а ова е 1 ТВ отворено студио 1. Денов ќе го завршиме дебатно со двајца почитувани гости во студиото. До мене е господинот Хари Луквенец, кој е пратеник, но вечерва не е само во политичката функција на пратеник и функционер во СДСМ, туку и затоа што е председател на Комисијата собраниска за одбрана и безбедност. И инаку поранешен председател на Комисијата за контрола на УБК, надзор над тоа ние го викаме надзор над безбедносните служби и така. А до него е колегата Никола Дуевски, кој е универзитетски професор и кој е познат стручњак од областа на безбедност. Добро вечер и за двајцата. Добро вечер. Господа, денес имавме еден, би се рекол, драматичен ден во кривичниот суд, бидејќи прв пат слушаме изјави на обвинети кои што во детали одат околу тоа како е всушност организиран целиот настан на 27 април и слушнавме прилично уверливи сведочења, иако ние се разбира мора да се оградиме, сведочењата на обвинетите се секојаш, како да кажам, нивни обид да евентуално својата вина ја пренесат и врз други или да ја олеснат својата позиција, но сепак денеска имаше многу детални образлагања, особено од братот на Младеновски Михаел, мислам дека се вика, кој што беше обезбедувањето на Груевски во Виена, тоа е неговиот телефон по кој се вршени јавувањата за 27 април. Неговиот брат е еден од обвинетите, кој што денеска во детали изнесе како е целата работа практично координирана, организирана, замислена во УБК, како се главните логистичари на целиот тој проблем луѓе од УБК, со се директорот тогашен на УБК, тој е господинот Владимир Атанасовски, и како потоа на тоа се приклучени и други структури и така натаму. Занимливо е што кога другите сведоци воспоставуваа вкрстени прашања, тие го потврдија неговото сценарио, дури со благодарност што се охрабил да ја каже вистината, со наводи, без наводи, како сакате. А таму допрва не очекуваат некои од прво обвинетите и од високо обвинетите, како што да речеме господинот Нинџа, мислам дека така најдобро го знаат, за кои се очекува да кажат и повеќе детали, бидејќи се испоставува да овие сведочења дека тој бил главниот лице за контакт помеѓу структурите и изведувачите на ова. Хари, јас не знам дали имавте шанса да ги одгледате сите извештаи кои се однесуваат, но ќе се согласите ли дека овој еден, би се рекол вака, продор во случајот каде што сите очекуваме всушност да се види кој стои во организацијата, не само во изведбата на целиот тој настан? Ова денес што се случи е всушност една потврда на шпекулациите, зашто сепак стануваше збор за шпекулации, за сведочењето на загрозениот сведок. Ако ви текнува кој исто така во детали образложил, меѓутоа ги немавме транскриптите на неговото сведочење заради тајновитоста на неговиот исказ. Иако нешто и протече во јавноста од страна на адвокати, сепак го класифицирам како шпекулација, ама ова денес не е повеќе шпекулација. И што е уште поважно, сите денешни сведочења се надградба на утринското охрабрување. Тоа ми дава за право да верувам дека секое следно сведочење, секој оној кој бил обвинет, а учествувал можеби со помал влог во целата работа, дека ќе се охрабри. Ќе се охрабри и ќе ги каже деталите, со што, ајде искрено сега како парламентарец, ќе ни олесни работата. Реално по основ на категоризацијата. Мислите овој процес на помирување кој што е во тек? Апсолутно, тоа е составен дел. Од самиот старт се виде, после онаа шпекулација која ви ја спомнав од страна на загрозениот сведок, дека таму најверојатно има различна, би требало да има различна класификација. И јас овде би прекинал, не сакајќи нештото да изгледа дека навлегувам во ингеренциите на правосудството. Дуевски, од ова што го чувме денеска и што имавме можност да го прочитаме, а тоа ќе продолжи и во наредните денови, предпоставам, таму јасно се гледа од сведочењата на изведувачите на целиот тој настан, дека практично, како што вели и господинот Локвенец, таму има неколку категории на учесници. Имате овие под наводи патриотски движења со кои овие дури и се подбивале, ги именувале како, ајде сега да не употребувам сите збори што беа употребени. Потоа имате овие невладини, да кажам, кои што се многу извикани во јавноста, глумци, оперски пејачи, невладини организации, така натаму, кои што имале една значајна улога, но не биле вклучени во директната организација, па и делумно веројатно во изведбата на упадот, но имате структури кои што доаѓаат од сферите кои вие одлично ги знаете, професионалци.
Во право сте. Значи, во овој момент сите 33 се обвинети за едно кривично дело. Како ќе се развива состојбата понатаму, ќе почекаме да видиме. И јас сум уверен дека сите 33 не го сториле делото со исти намери и со иста постапка или начин на действување. Токму така. Меѓутоа, 27 април и судската разрешница на 27 април нема да биде целосна ако не ја гледаме од овој поширок аспект кој што и од денешните сведочења на обвинетите се повеќе не водат кон тоа што на вистина треба македонското општество да го расчисти, а тоа е кои се нарачателите на овој случај. И малку по малку се води одговорноста кон Управата за безбедност и контраузнавање. Тоа беше службата која што ја предизвика политичката криза, а сега ќе видиме, и јас очекувам тоа и да се докаже, дека дел од структурите, се разбира заведени од политичките елити во државата, се обиделе сето тоа да го сокнат на 27 април. Така да ова што денес се случи, Василевски нинџа е тој чиј што брат комуницирал, Благоја Василевски, директно од Виена, ќе не одведе и до оној кој што денес не е во Република Македонија. Мислам дека тоа на сите ни е повеќе од јасно, но би било шпекулација да не почекаме додека судот или обвинителството во најмала рака не поведат постапка. Мислам дека одговорноста треба да оди сигурно во тој правец. Денеска го чувме за прв пат името на Владимир Атанасовски, тој е директорот на УБК во тој период. Тој инаку, бидејќи предпоставам дека голем дел од јавноста не знае за кого се работи, тој е еден релативно млад човек, тој има 30 на години, тогаш веројатно имал и помалку од 30 години, што е само по себе веќе, како да кажем, симптоматично да бидете директор на Управата за безбедност и контраразузнавање на тие години, но очигледно е дека тој бил главниот човек кој не бил само на контакт, туку бил и во изведбата, ако се суди според сведочењата. Тоа ја имплицира УБК на највисоко ниво практично и таја се воспоставува веројатно како главниот инспиратор и организатор плюс ова обичната униформираната полициска, ајде да кажем, линија на Чавков, која што прилично се реконструираше низ досегашното. Која е чувствителноста ако се докаже дека УБК, господин Локвенец, е директно влезена во организација, веројатно инспирација, а и изведба на настаните? Од и ние денеска слушнавме сведочење за автомобили, кои што биле полни со оружје, со панцери, кои што биле донесени за делење на протестантите и така натаму. Тоа се импликации кои се големи. Има уште едно ниво кое потоа ќе го разговараме, но ова вклучување на УБК. Инаку само да кажем, господин Владимир Атанасовски е денеска под апанажа, бидејќи мислам дека успев да дознам попладнево дека си заминал од службата, меѓутоа е се уште член на Комисијата за безбедност на ВМРО ДПМН. Вака, како еден додаток, една политичка компликација на веќе компликуваната состојба во која таа партија се наоѓа со се почесниот председател кој им замина. Сашо, ако дозволите едно мало до појаснување. Да, ве молам. Тој млад дечко е познати по отворете обреќањето на Катица Јанева, специјалниот јавен обвинител, кога не можеше да има пристап, законски дозволен пристап до просториите на Управата за безбедност и контраразузнавање. Тоа е тој што тоа го блокирал? Тоа е тој. Па станува збор за тој период. Огромен број на луѓе беа употребени, очигледно по досегашните сведочења, меѓутоа и злоупотребени. И тоа е надежта дека нештата ќе се отворат во целина. И овој млад дечко, кој учествувал во реализацијата на целиот овој проект, според наводите на обвинетите, да кажеме, тоа е коректно, за да коректни и прецизни, е само составен дел, ако е така, е само составен дел од едно големо сценарио, на кој мастермајндот мораме да го најдеме. Почитуван Ордановски, јас во овој момент важноста на целиот овој процес не ја гледам само во разоткривање на самиот проблемот со 27 април. Ја гледам малку пошироко во градењето на доверба во институциите. Нешто кое ни е насушно потребно и како нација, и како граѓани, и како на држава. Преку решение на овој проблем, ама целосно длабински по сите основи, со отворање на сите проблематични прашања, јас сум убеден дека сите ние заедно ќе дадеме еден голем допринос кон ова исклучително важна наша мисија. Локвенец, јасно ми е, вие сте политичар, имате потреба за политичката димензија, да јас исто така би сакал уште малку да останеме на оваа, како да кажеме, на оперативна димензија на целата оваа операција, бидејќи мислам дека не е неважна. Дојски, верувате ли дека тоа момче, ајде сега така да го наречеме, со висока функција, кој што поранешен директор на Управата за безбедност и контраузнавање, може ли тој самостојно да работи, да речеме, без
една друга личност која денеска е во притвор, кој е бившиот директор на управата, тој е господинот Сашо Мијалков. Мислите, сега, не ве терам да излезете со тврдења, меѓутоа ве терам во една анализа дали е тоа било воопшто возможно тоа да се прави. Бидејќи конечно голем дел од изведувачите се од структурите од претходната управа на таа управа за безбедност. Нема претходна, таа е се уште истата управа. Министерот Спасовски се уште има работа со речиси истите луѓе. Меѓутоа не треба да тврдиме, ајде да ги погледнеме малку пошироко настаните, особено изјавите од денеска. Не станува збор само за 27 април и поврзувањето на УБК со 27 април. Тие вршеле многу подготвителни действија, им биле чиста логистика, им давале насоки, чекале резултати. Меѓутоа во денешните сведочења можевме да слушнеме дека тие биле подготвени исто така преку поранешниот директор Атанасовски да дејствуваат и вечерта кога Државната изборна комисија ги ценеше приговорите поднесени од политичките партии после изборите на 16 декември. Со фрлање на декември. молотови коктели и така натаму. Ја памтиме таа драматична ноќ. Значи, тргнувајќи од овде, мене ми е многу оправдано тоа што во Министерството за внатрешни работи веднаш се започна со реформа на управата за безбедност и контраузнавање. Минатиот вторник на влада веќе помина предлогот, наскоро ќе оди во собрание. Сигурен сум дека со ваквиот начин Македонија полека ќе изгради систем кој ќе ни гарантира дека субјективниот фактор повеќе нема да биде важен, дека годините, возраста, искуството или било што друго лично, поврзувајќи го со било кој припадник на УБК, не смеат да бидат важни. Професоре Дуевски, да ве прашам, имаше предлози, кајте, јас сум можда најстариот во ова студио, а се занимавам со работа како и вие, впрочем, интензивно повеќе од 30 и кусур години. Мене ми се чини дека цело време исти структури во последните 30 години не работат. Имаше предлози да комплетно се укине УБК, да се, мислам дека тоа словенците на почетокот од 90-тите го направија, во еден ден ја распуштија и направија нова. Има ли потреба од такви драстични чекори во македонскиот случај? Кај нас во овој момент УБК функционира без закон. Тие функционираат по законот за внатрешни работи и овде онаа сива зона која што мудро ја користеа речиси 3 децени сите кои што функционираат во таа служба. Додека беа заедно со агенцијата разузнавање, тие беа посилни од министерството и во владата. Сега имаме ситуација УБК е во Министерството за внатрешни, меѓутоа тоа не се европски искуства, согледаа навреме дека мора да се случат промени. Управата за безбедност и контраузнавање има полициски овластувања. Што е исклучително ретко и практично речиси никаде во демократскиот свет. Ќе видиме како ќе биде понатаму. Сега засега управата оди надвор од Министерството за внатрешни работи според предлогот доставен од МВР. Да објасниме само за гледачите, полициски овластување се тоа значи дека тие имаат оружје, значки, може да апсат, да приведуваат, а тоа е нешто што не е предупредување, легитимирање, лишување од слобода, задржување и така натаму и така натаму. Што не прилега на тајна служба која што се занимава со, да речеме, тероризам, контраразузнавање така натаму. Во управата за безбедност и контраузнавање, особено во периодот кога со неа раководеше сегашниот притвореник Мијалков, се случија многу чудни практики. И токму затоа, голем дел од тие вработени ќе ги видиме и во сведочењата, а јас очекувам и на обвинителна клупа, во многу скоро време. Затоа што на 27 април, да не забораваме, припадници на управата за безбедност и контраузнавање на 28 април се обидоа да ги одземат снимките од безбедносните камери во собранието и да не лишат сите нас, граѓаните на Македонија, од јасни сознание што всушност се случуваше на 27 април. Добро, додуше во присуство на 1000 и кусур мобилни телефони во собранието имавме од птичја друго е кога имате до безбедносни снимки од камери на официјалните, на законодавниот орган кој има невисоко значење во државата. Господин Квенец, се јаве водам во еден непријатен терен кај што ќе ме притиснам да сепак ми дадете јасен став. Прв пат денеска се слушна во сведочењата името на господинот Синиша Алексовски, кој што е советник за безбедност на председателот на Македонија. Или е прв пат, ако ја не се лажам, но прв пат беше каде што јасно се кажа дека наводно е пренесено ветување дека доколку се изведе целата операција како што треба, дека ќе следува воспоставување на воена состојба од страна на председателот. Ние не знаеме дали е тоа така, ќе видиме судењето и другите сведоци што ќе кажат, иако во тајното сведочење на заштетениот сведок и тие варијанти беа разгледани. Но не представува ли тоа веќе ширење вон цивилните полициски служби на целата оваа работа? Бидејќи ние гледаме дека армијата на Македонија во целиот тој скандал е оставена на страна, а од она што се знае дека таму имало и одредено професионално војничко учество во целата таа. Може би јас си дозволам премногу, меѓутоа мислам дека сега
она што го говореше целата јавност станува се појасна. Дали тоа нема да искомпликува еве и оваа ваша политичка заложба да се оди кон некакво помирување, но сега веќе ако и армијата се испостави дека во некои нивоа, во некои, да кажем, можеби поединци, можеби и служби била вклучена во тој крупен инцидент, нема ли тоа да проблематизира целата оваа политичка иницијатива? Очигледно беше широкиот фронт организиран за тој ден. Очигледно беше исполнувањето на одреден офицерски кадар, присутен или воени лица или лица од Министерството за одбрана, присутни на 27 април во самото собрание. И сето тоа беше спомнато и претходно, јавноста работеше со тие информации. И ние сме свесни за таа можност. Меѓутоа, катарзата која треба да ја постигнеме подразбира немешање во судската власт, во сето она што подразбира правосудни органи во Република Македонија, колку нештото да изгледа проблематично во овој момент заради одредена недоверба према тој независен орган во државата, ние мораме да го почитуваме за да бидеме како држава почитување. Се извинувам, само да кажем, господинот Алексовски беше спомнат во целиот инцидент заради оној српски разузнавач кој што беше во собранието. Живаљевиќ, нова е прв пат во ова светло да биде спомнат. А не ви е симптоматична брзината на демантот кој вечерва беше добил? Јас, излегувајќи, бидејќи бев на дневникот и така натаму, в кратко време видов некаков демант, не разбирам што се демантира. Бидејќи ова сведочење на обвинет, ова не е информација објавена во медиум и сега не разбирам што всушност демантира канцеларијата на председателот. Они можат евентуално да побарат и тие да сведочат, предпоставам, во судницата. Би било најдобро, како што спомена господинот Локвенец, ниту канцеларијата на председателот да не дава изјави и да не се вмешува во овој судски процес. Да чека Апсолутно, да ја почитува независноста на судството. Нека даваат, таму има обвинети кои што си се штитат себе си. Судот е тој кој што ќе носи одлуки, ама треба да ги оставиме да ги земат сите искази во предвид. Можно ли е проширување на обвинението? Во секој момент. Во секој момент. Се разбира. Тоа е согласно законот за кривична постапка. Така е. Тоа значи дека наредниве денови не очекуваат и други сведоци да проговорат и можно е обвинителката да всушност го прошири списокот на оние кои што се обвинети кои што ќе влезат во истрагата и во судењето. Многу природно во еден ваков процес сигурно сите информации на самиот старт не биле достапни. И оние кои биле достапни биле ограничени и го креирале впечатокот со кој се тргна. Сега со новите податоци мојата претпоставка е дека да, сигурно одредени измени, дали на дополнувања, можеби и стеснувања, можеби за некого ќе се докаже дека не е непотребно било обвинувањето. Во секој случај, самиот процес нуди зголемување на доказите кои се добиваат и сето тоа да предизвика нов ефект. Какви беа реакциите на вашите колеги денеска во парламентот? Прострои ли оваа вест? Имавте ли шанса да се видите па дури и со овие со кои што разговарате за иницијативи за помирување и така натаму? Вие излеговте со теза дека ова ќе олесни целата иницијатива, бидејќи сепак дестилира кој во каква улога. Не прашувате на лично ниво или на генерално? Зашто за лично ниво и претходно околу пораките имаше некои колеги кои едноставно максимално сервилно се ситеа на сето она што се случуваше на Хари Локвенец изминатиот период со сите тие лошотилаци кои што ги практикуваа, а во парламентот имате максимална коректност. Огромен број од пратениците воопшто не ни знаеја за нештото што се случува и тоа се забележува од очи. И јас сум убеден дека нештото е така. Дури оние чисто пораки се фатија во одредени Вибер групи? Јас реков огромен број. Добро. Да бидеме коректни во изјавата. Докази има во 21. век, во време на целосна компјутеризација и можност за контрола на комуникациите, сметам дека нема работа која што нема да излези. Сето тоа го зборувам на легален и законски начин и сето она кое што ќе помогни да се докажат процесите кои се случиле на тој кобен ден за Република Македонија. Како се одвива целиот процес за помилување? Се извидам дојски, ама Локвенец е две се поентите. Првата поента е не смееме. Не смееме и заради препораките. Нашата главна цел е реализација на предпристапните преговори со Европската Унија. На тоа е веќе известно.
Меѓутоа, тие преговори се исклучително важни за оваа држава и целиот тој процес преку кој ние треба како држава и како институции да ги воведеме потребните процедури и протоколи за да функционираме онака вистински како што треба. Значи, од прва работа е дека не смееме воопшто да на било каков начин влијаеме врз правосудството како независна власт. Втора исклучително важна работа. Не смееме да дозволиме преку нашиот чекор на помирување да оставиме и малку сомнеш на било кој во иднина дека е исплатливо да се прави едно вакво кривично дело, еден ваков злочин, кој е, ако мене ме прашате, злочин против човештвото, против собствениот народ, за кој кажавме пред малку, се употребуваат и злоупотребуваат луѓе само за лични интереси. Дуевски, да ве прашам, бидејќи мислам дека уште не треба да исцрпиме потребата од разговорот за реформа. Тоа важи за двајцата на службите за безбедност во Македонија. Добро, се гледа ова иницијатива да се одвојува УБК од МВР, се гледа дека постои некаква подготвеност, иако морам да кажем дека политички има различни, би рекол и во самото СДСМ има различни нијанси, па и правци како тоа да се одвива, малку во МВР, малку околу премиерот има советници кои што имаат разлики и така натаму. Јас ве прашувам со оглед на вашето искуство, бидејќи вие сте биле дел од тие структури, постои ли шанса кадровски да се прочисти таа служба? Во овој момент, во минатите месеци се правеше и, колку што мене ми е познато, во Агенцијата за разузнавање подвргнати се сите вработени на детектори за лаги. Дали е тоа дел од тоа, дали само тоа, што треба да се прави, затоа што на крајот вие ќе одделите од Министерството, кои ќе останат истите кадри, истите луѓе, не сум сигурен дека нешто значително ќе се промени. Процесот на реформи кај нас од поодамна трае, меѓутоа никако да напредува. Сега имаме малку посериозен исчекор за прв пат, еден, ајде да речам и храбар чекор, кој што е сепак добро обмислен, и јас се надевам дека за еден краток период ќе покаже одредени резултати. Не е само физичката делба со Министерството за внатрешни и преоѓање во агенција која што е под владата, туку треба јасно и недвосмислено со законски акт да се уредат овластувањата на Управата за безбедност и контраузнавање. Формирањето на оперативно-техничката агенција која што му зема од можеби половина од работата и законска и она што е малку во сива зона од работата на УБК, исто така води кон тоа. Меѓутоа, сериозен дел од реформите во безбедносниот сектор, а тоа во Министерството веќе го најавија, би бил ветингот. Затоа што преку таквата процедура ќе се прочисти службата без разлика дали во УБК или во јавната безбедност. Кои што ќе се примаат на работа. А овие кои што се сега на работа? Да почекаме да видиме како ќе биде законското решение, се уште се собираат европските искуства. Но ќе се согласите дека мора да се направи некаква, како да кажам, некаква проверка на постоечкиот кадар. Се разбира, за да можат тие што ќе останат во службите да работат отворено и непречено. Во исто време, паралелно, ќе се гради систем кој што ќе гарантира објективни постапки. Важни се законските решенија, требаат квалитетни решенија во вкупниот безбедносен систем. Нам во овој момент ни недостигаат. Рековме на почетокот, УБК работи 30 години без закон. Се подпираат на законот за внатрешни работи. Тоа е навистина нешто што треба што поскоро да го решава. Зошто го немало тој закон? Ајде да ве прашам директно. Дел од одговорите ги знам, ама сакам да видам вие што ќе ми кажете. Како може 30 години со разни влади во Македонија да не се донесе закон за УБК? Некому тоа му одговарало да биде така? А како поинаку? Значи, во изминатите 10 години никој не сакаше ни да разговара, па еве господинот Локвенец беше долго време во тие комисии, поранешниот директор, иако има законска обврска, ниту еднаш не се појави да реферира пред собрание, а не па да носиме закон со кој што би се уредила работата на јасен и прецизен и да речам европски начин. Тогаш знам дека извештаите на УБК беа по две странички, ако не се лажам. Ќе стигнаа и тоа по некој заменик, помошник и така натаму и тоа така завршуваше. Локвенец, кој е тајмингот за оваа реформа за која што разговараме со Дуевски? Тоа ќе биде нешто за 2032 или треба уште 30 години? Пред да одговорам за тајмингот, би сакал да се вратам на делот од прашањето на кој одговараше колегата Дуевски. Пак се враќаме во делот на доверба. Со реформата која ја правиме и вметнувањето на контролни механизми во една исклучително суптилна општествена активност, какво што е разузнавањето, нешто кое што било под превезот на мистиката, не само последниве 20-28 години, цело време наназад, ние се обидуваме од една страна да воведеме мерливост на критериумите и контролните механизми, а од друга страна водете сметка на ниеден начин
да не ја ослабниме институцијата која треба да води грижа за националните интереси. Знам, Локвенец, ама тоа ми звучи, знаете ве молам, како, директно. таа е веќе слаба, мислам, после сакате се што ми се случува. директен одговор. Со креирањето на оперативно-техничката агенција, не само што му го зедовме пола од работата во следењето на комуникациите на УБК, ние му ја зедовме целата работа. Во моментов, УБК и сите останати институции кои треба да следат комуникации, можат да следат само комуникации кои ќе бидат проследени до нив. Проследувањето на комуникациите се случува во ОТА. Во една исклучително мерлива институција, ова ми е многу важно заради довербата на граѓаните, нешто со кое треба да ги тргнеме настрана сите сомнеши. Значи, оперативно-техничката агенција во овој момент ги проследува законски одобрените следења на комуникации на одредени комуникацијски канали кон институциите кои имаат опрема за следење на комуникации. И потоа се будиме едно утро и јавниот обвинител ни информира дека се пронајдени 2 хард диска на кои што се констатира дека со години се снимаат внатрешните разговори. Верувам дека ќе стигнеме до тој дел. Само уште ова. Ордановски не без причина беше сецкана, беше гмечена предходната опрема, само со една причина. Логовите се нешто кое никој, ни најголемиот хакер на една опрема, обичниот ваш компјутер, вашиот мобилен телефон, ги имате логовите не со содржината што сте работеле, туку какви активности сте спровеле на вашиот електронски уреј. Тоа се трагите преку кои може да се... Тие траги остануваат во ОТА и не постои никој кој може да ги избриши или да насочи одредена комуникација кон институција која ја има опремата за следење на комуникациите, а ОТА ја нема таа опрема. ОТА има само опремата за насочување на комуникациите и во таков случај, па го имавме примерот со Хрватска. Во моментот на смена на власта после СДП, на пред креирањето на коалицијата на ХДЗ со МОСТ, портпаролот на МОСТ излезе и кажа председателот на МОСТ беше следени му се прислушува. Истата вечер сите хрватски експерти излегоа на националните телевизии и кажаа возможно е, не да не е возможно, ама не постои таква будала за и тоа што аналфабет ќе биде откриен, ќе може да го открија обичен, а камоли стручњак да ќе ја открија таквата активност. Значи, во моментов нашиот систем е поставен на таков начин и се обидуваме да креираме систем со кој пак ќе се вратам назад. Верувајте, есенцијата на целата работа е всушност довербата. Како преку мерливи контролни механизми ние на народот да му ја вградиме довербата. Јас се сложувам дека за во кафана е многу убав муабетот дека некој прислушува. Арно ама, таа доверба е исклучително важна за да ама овдека не се работи само за прислушување. Овдека се работи за оперативни акции во кои што ни исчезнуваат обвинети, во кои што ни се губат луѓе кои што треба да одат на извршување на затворски казни, во кои што се пропуштаат финансиски трансакции и така натаму и така. Затоа е моето прашање, ова што Дуевски го говореше за реформа на кој е политичкиот временски рок за тоа? Ќе видиме нешто од тоа ние на почетокот на едната година или ќе се одлага сето тоа повторно за кој знае кога? Затоа што колку што ми е мене познато, ни во НАТО не можеме да влеземе додека тоа не се заврши. Тоа е одговорот. Добро, затоа ве прашувам, бидејќи на крај ние се под пресија правиме, па макар и... Значи, многу кратко. Еден од новите контролни механизми е всушност и граѓанското тело за контрола над работата над управата за безбедност, над безбедносните служби. Конкурсот е завршен, изборот секој момент треба да се случи. Искрено не знам колку и кои како профили кандидати се кандидирале за тие места, меѓутоа во секој случај би требало заеднички да одлучиме, да видиме, да ги профилираме луѓето кои би требале да работат во тој надзор. Да ве прекинам, бидејќи јас доаѓам од невладиниот сектор. Видите, вие можете да направите каква сакате комисија, ако тоа тело сака да се занимава со илегални работи, нема комисија што може да ги фати. Бидејќи се тоа високо технички, професионални работи кои што навистина може да се направат паралелни системи и така натаму. Јас не велам дека е тоа бескорисно, напротив, мислам дека тој притисок треба постојано да се прави. Не ви се сложува. Добро. Значи ова што вие пред малку го кажавте, ја надополнува, ја поддржува, ја подхранува тезата дека што и да направиме, ние во оваа држава оправдан би бил сомнежот на луѓето во секојдневното функционирање. Доколку немаме одговарање за фатените... Ама затоа зборувам.
не само одговарањето е постфестум. Јас сакам пресретнување на проблемите. Идејата на оваа власт и ве молам, ова многу малку е акцентирано во јавноста. Ние за прв пат, не знам ни дали можам да речам после подолго време или буквално за прв пат. Во овој момент во Македонија имаме парламентарно мнозинство и владеачка гарнитура, која инклузивноста ја покажува на дело со заедничко донесување на сите важни закони, не само законите кои имаат потреба од двотретинско мнозинство. Сакаме заеднички да ги креираме важните закони во Република Македонија. Па простете, ако сакате и директно, свесни дека утре и ние би биле опозиција. И дека оваа држава треба да функционира независно кој на која позиција и на кое место се наоѓа. Така е, но... Затоа ми беше забелешката и јас ви се извинувам што ви ја ставив забелешката, меѓутоа убеден сум дека сите ние заедно, посебно медиумите, треба да учествуваме, ако е оправдано, не по секоја цена и не на ниво на правење на пропаганда, туку само ако е оправдано да учествуваме во креирањето на позитивна клима и доверба. Сепак многу граѓани не гледаат вечерва и чекаат што Хари, Сашо и Дуевски имаат да кажат врзано со една важна тема. Што тема. има Дуевски и Локвенец да кажат за утрото кога јавниот обвинител се буди и соопштува на јавноста дека се најдени 2 хард диска кои што наводно снимале разговори локални во обвинителството, а потоа за викендот излегува премиерот, па листата на институција шири на Кривичниот суд на Скопска единица. Како ви се чини целата афера, господе Дуевски? Како ви се чини таа? Јас денеска реков дека ми е тоа малку 50-50 афера. Од ова што не, имам. со таква тежина нема на што да биде 50-50. Тежината на оваа афера воопшто не е ни приближна на тоа што ни се случува, меѓутоа да, факт е дека од 2013 биле набавени централи кои што поддржуваат можност да се снима. Го слушнав и министерот за внатрешни кој што кажа дека ќе се започне истрага и ќе се утврди точно што се случувало. Важно во овој момент не е тоа дали централата имала можност да прислушува или не, тоа е техничко прашање, сигурно дека има и многу поевтини од тие централи можат да прават такви работи, всушност се користат од многу. Но начинот и постапката на кој што е користена е многу значаен и треба да се открие. Дали имале внатрешен акт преку кој ги информирале сите вработени дека таму постои можност да се прислушува и дека разговорите ќе бидат снимани заради тоа и тоа. Или се ќе се сведе на тоа истото што веќе го имавме во управата за безбедност и контраузнавање, кога со ливчиња, тефтерчиња обични слушнавме дека обвинителот рече дека таа афера ја знаат они од прогат. Еве дојде зима ни ја соопштуваат, уште се води предистрашна постапка, никој не е повикан на разговор, а не дај Боже па уште и да е осомничен. Не ви се чини тоа малку како да кажем несериозен однос кон целата работа? Јас претпоставувам кога државен јавен обвинител ќе излезе со таква вест, тогаш барем тоа попладне би требало да следуваат некакви, ајде да не кажам приведувања, ма покани за разговор. Сега, фргана е оваа коска да ја глодаме во јавноста, да правиме разни импровизации, и следното што Локвенец ќе го прашам како е ова можно 3 недели после бегството на Груевски уште да немаме елементарни факти за тоа бегство. Значи, вас ве прашувам, не ви се чини целата работа малку со овие централи, така малку избрзана, можеби неподготвено кажана? Може би не до крај, особено затоа што и од владата излегува со став дека на јавното обвинителство ќе му го стават на располагање целиот потенцијал за да се направи квалитетна истрага. Прво, владата не е орган кој што води истраги, тоа треба да биде оставено на обвинителството, тие да си отворат постапка внатре, тоа нема да го очекуваме од Љубомир Јовевски затоа што тој само ги води и насочува, меѓутоа таму сигурно дека имаат доволен капацитет барем да насочуваат истрага и да бараат поддршка од Министерството за внатрешни работи, каде што има и технички луѓе и луѓе експерти што знаат што знаат каде треба да се стисне, како треба да се постапи и на крајот на криштата да се провери и да се направи ревизија доколку е потребно. Ако немале внатрешни акти, многу јасно каде ќе оди одговорноста. Кој го водел обвинителството тогаш, кој ја потпишал потребата за набавка на таква централа и потоа, а јас очекувам многу скоро да имаме тоа што вие велите и некој да биде повикан на распит. Така е. А не тоа е еден логичен ред во една правна држава. Како Маркос Врневски дава изјави за медиуми. Ја мислам дека ќе беше ред прво да се јави кај обвинителот својот колега наследникот, па таму да расчистат кои какви изјави ме да дава, а не ние да ги чекаме представнови изјави. Господин Локвенец, трета недела поминува. Можно ли една држава да не излезе со официјална сторија околу бегството на својот бивши премиер, а гледаме дека сите околни држави тоа... прашање? Прво на претходно... Не, ова е потешко, ова наверно бе. Прво околу претходното, малку и како електроинженер. Кажете. Прво мислам дека станува збор за една невнимателна изјава. Изјава со ваква тежина, со ваква важност, барем според моите познавања
на новинарската работа или на комуникацијата со медиумите, не подразбира дека би требало да се даде на брифинг. Тоа е исклучително строга, прецизна, конкретна пресконференција на која би се пренесла информација со ваква тежина. Па те биде речено настанување од брифингот ги задржал колегите обвинителот, па тоа беше Затоа шок. мислам дека е невнимателност. Од друга страна, самата предистражна постапка е дел од работата на јавното обвинителство. И сметам дека доволна ни е информацијата дека нештото се знае од пролетта и дека од тогаш се работи на оваа информација. Зошто ја кажа? Искрено не знам и верувам дека за брзо време не би се насетувало, би дознале сите зошто беше пренесена оваа информација. Ја имам теорија за Сега тоа, јас- да речеме дека и вие знаете кој е. Сега Може јас би се како- врти вниманието на јавноста на некои страни? Гледајте, Други страни. потребата од должина на еден ваков процес. Ај се уште едно шубе јас да поставам. Ајде кажете. Не е важно дали некој само ги зел податоците од таму, физички, па да биде под присмотра просторијата. Треба да добијаме одговор и дали далечински може да се пристапи до Се истина. разбира. Прашањето е дали тие хард дискови се полни и дали со самото нивно наполнување се бришат последните записи за да може да се запишат нови. Дали тоа значи дека тие снимале од 2013 година, кога е вселена и Сето опремена тоа земјата. се исклучително важни прашања за кои искрено сум убеден дека обвинителството ќе ни даде одговор за и тоа што немаше да излезат со ваква информација. Ордановски, водете сметка, тие ја отворија, ја дадоа информацијата. Ова не е на некакво истражувачко новинарство резултат. Дотолку повеќе што се работи за еден внимателен јавен обвинител, дури и ригиден човекот, ние го критикуваме бидејќи е често, како кажем, крут и сега одеднаш настанување од брифинг, патем да ви кажам, најдовме хард дискови. Мислам колегите кои биле таби да вистина беа рака затечени од целата работа. И ова што го кажа колегата Дуевски, процедурите и протоколите во секоја институција се исклучително важни. Зачувувањето, грижата за приватноста на луѓето кои работат во тие институции исто така е исклучително важна и се останато. Значи, сметам дека добро е што се отворено вакво прашање, за да имаме пример. Гледајте, во ситуација во која не беше уништен системот, ние го немаме системот, во ситуација во која градиме систем во Република Македонија, добро е буквално да ги отвораме сите возможни ситуации кои би не навеле на некаква грешка, за да можеме да креираме одбранен механизам. Вакцината нема да ја откриеме ако немаме вирусот. Да се навратиме на претходното прашање што ви го поставив. Зошто државата молчи 3 недели без никаква официјална информација се уште? Може се и повеќе од 3 недели, ја веќе и не бројам. Директно. За бегството, кажете. Зошто е одговорна? Најдиректно. Знаете како добро звучеше, чинам дека на 30 јануари 2015 година беше првата бомба. Ден предходно или ден после тоа излезе пресконференцијата страшно добро организирана со жолтите комбина. Да. Очекувате такво нешто да направи и оваа власт, простете господин Ордановски. Тоа е реакција на очајници. Тоа е реакција на луѓе кои сакаат нешто да скријат. Во овој момент имаме власт и министер за внатрешни работи кои буквално се обидуваат не од типот на по устав и по закон, она долго, многу често слушана максима од минатиот период, туку буквално по сите процедури, заради тоа што вистина сме на прагот и на НАТО и на Европската Унија. Верувајте, после олку тежок поминат пат, нема цена која што би ја платиле за да не стигнеме до самата цел. А цената никако не сме да биде непочитување на процедурите и протоколите и сето она кое што е поврзано со начинот на функционирање и поделбата на власта во државата. Уште ова. Како што гледате, ве оставам in extenso да го објасните ставот, затоа што верувам дека имате потреба да апелирате за тоа да одговорноста ќе утврдиме, има време секогаш да ја утврдиме, но во принцип се работи за тоа што државата има потреба и од навремено информирање за некои работи. Јас не велам дека треба да бидат жолти комбиња, ама не е возможно други држави околни да излегуваат со податоци кои ние би требало да ги соопштиме до сега. Господин Ордановски, јас многу се сложувам со една ваша колумна во која зборувавте за кризно менаџирање. Така е. Меѓу другото. Тоа е исклучително важно како пиар стратегија. Арнам овде за држава правиме муабет.
Ако ние сгрешиме во брзањето, во квалификациите на грешките и проблемите, на еден исклучително важен, ние поважен проблем сме немали. Во својство на председател на оваа комисија што ја водите... Само да завршам, ако дозволите. Не постои можност да нема виновници и воопшто на никого на крајот на умот да не му е дека должината на периодот е всушност потребата од заташкување на целиот случај или непревземање на одговорност. Знаете ли вие нешто повеќе од јавноста за ова што се случило со Груевски во својство на комисијата председател што ја водите? Јас сум во овој момент председател на комисијата за одбрана и безбедност, која генерално е фокусирана на процесот на влез во НАТО, потребата од сите реформски... Ова толку одговор за да ми кажете дека не знаете повеќе? Не, сакам да ви кажам, и вие самите кажавте, мојата функција во претходниот мандат беше председател на надзорната комисија за работата на безбедносните агенции и тоа е место за опозицијата. Јас знам како ревносно во тој период, со сите ограничени можности кои ги имавме, се обидував да стигнам до информација плюс. Сметам дека вистинското место за ова ваше прашање е опозицијата, заради тоа што по природа опозицијата е таа која треба, ама да греби буквално секојдневно, катадневно, по дополнителни информации поврзани со работата на службите. Ако човек од парламентарното мнозинство иницира, еве директно би ве прашал како човек од медиумската сфера, ако пратеник од парламентарното мнозинство иницира надзорна расправа, директна контрола во службите, мојот впечаток е дека првото мислење ќе биде дека нешто треба да се заташка или треба да се направи формална посета. Сакате да кажете вашите колеги тоа не го прават од опозицијата? Тоа ви е поентата? Па мислам дека заклучоците и вие јавноста сами ќе ги добиете. Премиерот знае нешто повеќе, знае министерот за внатрешни и тие и двајцата рекоа едва чекаат да го споделат со јавноста тогаш кога ќе дојде време и не знаат само тие, знаат и уште неколкумина други или впрочем луѓето кои што треба да знаат, кои што во овој момент треба да изведат навистина внимателно, трезвено се што треба да биде спроведено, па дури потоа да се информира јавноста. Ние сме навистина изгорени и излегуваме од многу тежок период. Јавноста, граѓаните се особено нетрпеливи и сакаат да дознаат и нешто бомбастично. Сите чувствуваме и некаков гнев, меѓутоа сега е време кога треба навистина институциите да почнат да зреат. А ако паднат и на овој испит, нема каде да одиме, нема НАТО без ваквите јасни процедури. И затоа мислам дека е поважно квалитетот на процесот отколку на временото информирање. Знаат тие што треба да знаат. За жал, не знаеле претходно. Еве сега знаат барем како избегал. Но и извлековме научени лекции од сето ова. Не верувам дека вакво нешто слично може да ни се случи во овој нареден период. Тоа е важно. Господине Дуевски, јас кога би бил на ваше место, со резерва ова би го кажал, бидејќи не се случуваат разни работи во последниве 30 години. Од ваков профил нема да имаме друг настан ваков. Се надеваме. Јас ви благодарам за вечерашниот разговор. Мислам дека се обидов интензивно да ги продискутираме темите и мислам дека осветливме аги кои што за гледачите ќе бидат занимливи. Задоволството од разговорот во овие пролетаа 40 минути, толку ни е терминот. Верувам дека е наш. Еве малку и надвргивме. Почитувани гледачи, ви благодариме за овој понеделнички ден што бевте со нас. Останете со нас и утре е вторник. Со вас ќе биде колегата Ксандар Чомовски, тој е оној искусен новинар со големи бели мустаќи, кој што сум сигурен дека има исто така интересна програма и содржини подготвено, како што беа и овие денешниве. Пријатно и добра ноќ. Ова е 1 ТВ, отворено студио 1. Јас сум вашиот понеделнички водител Сашо Ордановски.